Повелете прашање. Дали ве повикаа во организацијата како оштетен во собраниските наследства и дали знаете дали оние кои што директно ве нападнали во ДФТ се приведени и пријавени? Малку повеќе сум посветен на политичките процеси овие денови, покрај болницата и лекарите, сите ние повредените. Не сме се уште повикани, барем не сум добил јас покана, ако добили адвокатите ќе ме известија, денеска имав и судско рочиште, немат и тие добиена покана, немат ни колегите се уште добиена покана. Логично е да не повикат како оштетена страна, тоа е одлука на државниот јавен обвинител, или обвинителот кој што го води случајот, веројатно таму. Истовремено, не сум нешто посебно посветен да ги препознам и да ги видам напаѓачите заради тоа што голем дел вие медиумите тоа и го направивте. Тоа беше толку видливо, толку јасно, толку со видеа, со слики пуштено во јавноста. Многу е важно да институциите кои што треба да го процесуираат правно целиот овој процес направат вистинско препознавање, да не се случи да одговара некој што не треба да одговара, а секако треба си понесе одговорност секој што треба да одговара. Тоа е многу важно. Јас не сакам на никаков начин да влијаам на истрагата, на она што следува како процес, но едно знам, додека дишам, ќе се борам за враќање на правото и правната држава и законот мора еднакво да важи за сите во Македонија. Кога очекувате да го Иванов да го додели мандатот? Кога очекувате? Се зависи од претходните процеси. Првиот претходен процес е веројатно писмото кое ќе биде евидентирано во архивите на господинот Иванов. Јас од Оливер Спасовски, кој што ја координираше нашата пратеничка група, комуницира со новиот претседател на собранието, сум информиран дека вчера од архива излезено писмото. Не знам дали денеска примено во архивата на господинот Иванов. Ако е примено, веројатно од тој момент почнува да течат 10 дена. Уште еднаш сакаме и преку вас медиумите, покрај решавањето на првата причина, правниот аспект со 10 дена, јас сум подготвен да го посетам господинот Иванов, ќе разговарам и со коалиционите партнери и лидерите, ако сака да ме придружуваат и тие заедно да одиме уште еднаш, да ја гарантираме унитарноста, уставноста, мултиетничноста, НАТО и Европската унија, перспективите на државата, сето она која што евентуално ако представува загриженост, грижа на господинот Иванов, уште еднаш да го гарантираме и да го потврдиме, се во функција на час поскоро да се додели мандатот, а исто така од наша страна за час поскоро не потребно да ги користиме 20 дена, туку колку што може помалку, да излеземе пред парламентот со предлог за новиот владин кабинет. Која ќе биде новата влада? Постојат можности до крајот на месецот да биде изберена владата согласно роковите, но зависи од одлуката на господинот Иванов дали ќе го даде мандатот, зависи од техничката можност веројатно и на собранието, дали таму е се функционално, од системите, од можности за пратениците да работат како што треба, но верувам дека се стига и не заради нас како луѓе кои што ќе го добијат мандатот, туку заради граѓаните треба да направиме ден побрзо колку што е тоа можно да се избере нова влада, заради тоа што од тоа зависи нормализацијата на институциите на Република Македонија. Дали очекувате нови обструкции, а можеби и насилство при образложување на вашиот предлог пред парламентот за новиот состав на владата? Се е можно. Не можеме да кажеме после сето ова што го видовме дека нешто може да се случи слично, исто или не дај Боже, но верувам дека се поголема веројатноста да не се случуваат такви работи заради тоа што застрашувачките пораки беа испратени до сите и верувам допреа до сите, буквално до сите граѓани во Македонија, како и до нас политичарите. Има деловникот определено 3 дена дебата. Таа дебата може да се искористи комплетно, тоа зависи од пратениците кои што ќе дебатираат за новиот состав на владата и владината програма, но дебатата завршува за 3 дена и треба да се бира владата. Ние ќе го направиме тоа согласно уставот, согласно деловникот, согласно законите како што го опишуваат и нема да дозволиме никаква индикација, причина или било што да некој биде дополнително мотивиран да прави вакви блесави работи како што се случија во претходниот четврток. Дали одлуката за председател на собранието е објавена во службен? Немам информација. Знам дека до синоќ и до касно не беше објавена. Немам информација. Верувам дека директорот или агенцијата на службениот весник ја објави кога тоа би се направило. Знам дека генерално се подготвени сите.
работи што треба. Знам дека собраниските служби му асистираат целосно на новиот председател. Знам дека печатите се обезбедени, записниците се обезбедени, сето она што е неопходно за една институција да може да постапи да објави во службен весник. Дали ќе планирате тужби против дел од насилниците за кои дел од вашите сопартици јавно кажаа дека ги препознаваат кои се? Целиот правен совет и сето она што можеме да го добиеме како екстерна експертиза ние го ангажиравме. Се надеваме дека институциите на системот ќе постапат за да не мора ние да поднесуваме тужби, но евентуално она што го гледаме како одредени пропусти да се гонат само за учество во толпа, тоа значи условни казни. Учество во толпа е толпа која што мава со камени крше џам, прозорец. И тоа е учество во толпа, не е тоа исто. Значи очекуваме согласно вината која што имат луѓето или еве сомневањата за вина, соодветно на тоа да постапат државните институции, а секако тука најодговорно е државното јавно обвинителство кое што ги води истрагите. Верувам дека на сите им е јасно дека докази има до небото. Тие постојат благодарение на современата технологија, благодарение најповеќе на вас медиумите, кои што голем дел од вас и вашите колеги ги жртвуваа животите, ги ризикуваа животите, да фата докази, да пушта до јавноста, но преку тоа пуштивте и до јавното обвинителство. Тие постојат, живи се, денес ги гледаме се уште и тоа е доволен основ да таму кај што има доказ да се понесе одговорност. Таму кај што нема доказ никој не треба да одговара. Како ги коментирате реакциите кои се појавија во јавноста по фотографиите од председателскиот кабинет во собранието во кој што покрај македонското и европското знаме е поставено и албанското? Јас сакам да се почитуваат законите и уставот во Република Македонија, без разлика дали кршењето на закони или не доаѓа од наш коалиционен партнер, наш опонент политички или слично, секој треба да си има и политичка и секој законска одговорност за оваа работа. Законите во Македонија се јасни и тие треба да се почитуваат. Ако се случила одредена грешка, тој што е направил се надевам дека ќе ја поправи грешката. Секако она што во Македонија мора да биде јасно, законот мора да важи. Знаете како кога разговаравме за стартните позиции на СДСМ во делот на добивањето на подписите, се разговараше и за делот на унапредување на законот за употребата на јазиците на малите етнички заедници. Меѓу другото, законот мора да важи и во заштитата и на македонскиот јазик, но и во заштитата на албанскиот јазик, на ромскиот јазик, таму каде што е определено согласно закон. Законот мора да важи за сите. И треба сите наши политички предрасуди, сите наши политички очекувања, не знам ли какви или не стратегии и преокупации да ги ставиме секундарно и терцијално значење да бидат, мораме да испратиме конечно пораката дека уставот и законот не може повеќе да се газат во Македонија и при тоа да се покажува како патриотски чин. Без разлика дали се тоа од македонците, од албанците, од ромите, турците, србите или било кој. Ние сме мултиетничка земја, таква ќе останеме и мора да водиме грижа сите за неа. Господин Езаев, само едно прашање. Александар Митовски е Центар за иstraživanje. Неколку пати до сега ги користите странските представници во Македонија како изговор да не да ги одложите речиштата за случајот Котел. Дали денешното одложување поради сослушувањето со ОПСЕ е истата ситуација? Еве кажете ми вие, оценете и вие, нека оцени македонската јавност. Важно е да договориме стратегија за превенирање од меѓуетнички конфликт, меѓуполитички конфликт или не, или откажувањето на оваа моја средба денеска за висок представник кој што доаѓа од Виена, каде што е седиштето на ОПСЕ со председавањето во моментот за оваа работа. Јас сум секој пат пред судот и не бегам од судот. Доказите кои што ги имам за мојата невиност се јасни и децидни. Немаме зошто да бегам од судот. Ние дојдовме за да го покажеме нашето почитување пред судот, подготвени со сите адвокати, комплетно. Апсолутно судот одлучува за таа работа. А ако судот одлучише да не го одложи рочиштето, јас останувам тука во салата. Значи нема бегање од таа работа. Гледате дека денеска со мене е Радмила Шекеринска, мојот заменик, кој што веднаш ќе ме замени и на оваа работа. Но сепак беше важно моето присуство заради тоа што наистина сум потенцијален мандатор кој што се очекува да ја води идната влада и разговорот со мене од според пријателите кои што доаѓаат од меѓународната заедница важен за да ги дефинираме важните процеси во иднина кои што ќе имаат сериозна рефлексија врз сите во општеството. Очекувате ли да биде разрешен Чавков и ваш став за новиот раководител на кризниот оперативен штаб? Јас не знам кој е новиот раководител на кризниот штаб. Верувам дека таму професионалците ќе се ја преземат работата што ја работат. Јас го фокусирав без било какви предрасуди како еден од виновниците господинот Чавков.
бев сведок на ова работа, почнавме со пресконференцијата и влегувањето некаде пред 7 часот или 19 часот. Полицијата влезе сигурно после 21:30. Значи, повеќе од 2,5 часа ние бевме овде исправени без било каква полициска заштита, освен неколку во цивилно облека луѓе кои што беа тука околу нас за да се обидат да не заштитат нас и нашите животи. Значи, не само што е директор на Бирото за јавна безбедност, тој беше шеф на штабот за заштита на собранието и пратениците. Одговорноста е директна. И зошто, не знам, чека некој да предложи негово разрешување или влада да одлучи. Треба да си даде оставка и да замине веднаш. Јас најавувам, идната влада ќе демонстрира одговорност како никогаш досега. Одговорност мора да има во Македонија. Досега тоа беше заборавено. Никој за ништо не носеше дури ни морална одговорност. Мораме да испраќаме пораките на одговорност пред нашите деца, пред идните генерации и во тоа име нема да се либам и еве, ако неговата совест не проработила, јас го повикувам да се ја поднесе веднаш оставката и да замине од позициите кои што ги има во МВР. Дали сте видели информација о наводно пронесеном оружје у Србија и ваш коментар на кој сте видели? Не знам за што се работи. Пронајдено оружје во Србија? Од... Наводно е Војна безбедносна агенција пронашла оружје кое е на путу било за Македонија. Немам такви информации, се извинувам. Ви благодарам на сите.